Отворено студио на телеканал А1. Добар ден, јас сум Христина Ѓурѓева. Со започнатите капитални инвестиции во изминатиот период, градежниот сектор е главен двигател во економскиот развој во земјава. Градежните активности кои што се одвиваат на повеќе локации низ државата ангажираат голема работна сила. Најновата статистика покажува дека градежните компании се соочуваат со дефицит на кадри и дека на пазарот се бара работник повеќе. Излезот од оваа ситуација надлежните го гледаат во отворањето на академии преку кои што би се едуцирале нови работници во овој сектор. Токму за ова зборуваме во денешното отворено студио. Останете со нас. За ситуацијата во градежниот сектор и за потребата од едуцирање нови лица или нивна доквалификација на пазарот на труд зборуваме со Елена Ристова од Академијата Силотер. Добар ден и добре дојдовте во отвореното студио на телеканал А1. Добар ден. Во Струмица има академија на која што заинтересираните лица може да се пријават и бесплатно да учествуваат во обуки за ѕидари. Кажете ни нешто повеќе за овие обуки, која е нивната цел? Академијата во соработка со Центарот за образование на возрастни промовира систем на образование на возрастни кој ќе биде функционален, модерен и ќе биде во согласност со стандардите на Европската унија. Сметаме дека со овие обуки ќе дојдеме до поголеми квалификации на граѓаните, ќе може да се зголеми учењето, ќе може да се подобри, да се одговори на потребите на пазарот на трудот, а сето тоа ќе доведе до подобрување на општествениот, економскиот и личниот развој на граѓаните. За која целна група, за која категорија на граѓани се наменети токму овие обуки за кои што пазарот има потреба? Ете, слушнавме и од најавата дека во моментот најновите статистики покажуваат дека има потреба од градежна работна сила. За која целна група се наменети овие обуки кои што ги спроведувате? Овие обуки се наменети пред се за невработените лица, меѓутоа за вработени лица кои што моменталната работа не ги исполнува доволно, значи за ранливите категории на граѓани, а пред се наменети за граѓаните кои што се дел од градежната индустрија, односно на директен или индиректен начин заземаат учество во градежништвото, а нивното знаење застарело, односно не ги следат модерните текови на градење и употребата на модерните материјали. Така, сега кажете ми нешто повеќе околу обуките, какви ќе бидат, колку часа ќе траат, од колку лица ќе биде составена една група, нешто повеќе околу тоа. Главната цел на оваа обука е да се стекнат практични знаења, вештини и компетенции за работното место ѕидар. Оваа обука ќе трае 3 месеца, со вкупен број на часови 220 школски часа, од кои 60 часа се предвидени да бидат теоретска настава, 150 часа да бидат практична обука во реални работни услови и 10 часа се наменети за нивно тестирање и оценување. Групата ќе се состои од 14 учесници. Сметаме дека овој број е доволен за да може ангажираните наставници или предавачи да можат да им обрнат доволно внимание на секој од кандидатите. Така, кажете ми, кога ги спомнавте, каков ќе биде наставниот кадар кој што ќе ги обучува на оние лица кои што се заинтересирани да се доквалификуваат на пазарот на труд, кажете ми за наставниот кадар. За успешно реализирање на оваа програма ќе бидат ангажирани високо образовани лица со еден збор експерти во оваа област, односно дипломирани градежни инженери кои што се со долгогодишно работно искуство во оваа област. Во едина ќе бидат ангажирани дипломирани машински инженери, дипломирани рударски инженери, се со долги години во нивната област.
Така, претходно ми спомнавте дека лицата ќе имаат можност да добијат и практични знања, значи покрај теоријата. Добро е што во обуките имаат можности да научат нешто повеќе во пракса, да видат како стоят сите овие работи. Сега, претпоставувам дека тука станува збор за една поголема програма. Кажете ми по која програма работите, што се тука е опфатено? Програмата пред се треба да ги запознае кандидатите со општите услови за работа Зидар, да ги запознае со опремата и алатот и на кој начин тие да се служат со истите, да ги запознае со материјалите кои што се употребуваат, со нивната технологија и, како што спомнав и претходно, пред се да ги запознае со модерните денешни материјали. Практичната обука исто така ќе биде да се изврши изведба на една зидна површина според даден проект, да се изврши внатрешно и надворешно малтерисување на зидна површина, да се врши изведба на дрвени кровни конструкции и на крај да води како евиденција за сета таа извршена работа. Тука исто гледаме дека се опфатени различни обуки на кои што тие може да дознаат се во таа обука. Тука би сакала да ве прашам дали освен за зидари имате и некои други обуки кои што се наменети за пак во градежништвото, кои што на пазарот има потреба, дали има и некои други обуки кои што ќе ги спроведувате во иднина, кои што треба да започнат и за кои што можеби дел од граѓаните сакаат да знаат за што станува збор? Да, се надеваме дека во блиска иднина ќе започнеме и со другите обуки. Во план сме да ги спроведуваме обуките за фасадери, гипс монтери, монтери на гасоводна инсталација и раковоч со рударски машини во површинска експлоатација. Ни спомнавте некој дел од условите за кои што тие лицата кои што се заинтересирани може да се пријават, но кажете ми кои се услови лицата кои што сакаат да учествуваат на вакви обуки треба да ги исполнуваат за да може да учествуваат во нив? Главни услови за сите лица се да бидат наполнети 18 години и да имаат минимум завршено основно образование. Што по завршувањето на таа обука, дали лицата ќе добијат некаков сертификат кој што понатаму може да им користи? Значи, зборуваме сега за делот откако ќе завршат обуката, што ќе следува за нив? Која ќе биде нивната, да кажам, придобивка? По успешно завршената обука, лицата се стекнуваат со сертификата за Зидар. Истиот е државно признаен сертификат и може да се употребува не само во рамките на нашата држава, туку и во рамките на европските земји. Постои ли некој завршен испит по некое време откако ќе заврши обуката за да се тестира знаењето кое што го добиле лицата кои што учествувале во обука, дали на некој начин ќе има проверување на тоа знање, во пракса или во теорија, на кој начин ќе се прави тоа? По завршувањето на теоретската обука предвидено е да има завршно тестирање на кандидатите, а по завршувањето на практичната обука следи и практична изведба на зидна површина во реални услови, со што реално ќе може да се констатира дали ги поседува вештините за зидар. Така, сега да кажеме нешто повеќе околу тоа колку пазарот во Струмица има потреба од спроведување токму на вакви обуки. Колку на лицата им е потребно, на невработените лица, да се доквалификуваат со цел да дојдат до работно место, токму во оние дејности за кои што пазарот има потреба да ангажира работна сила, која што во моментот не е достапна според статистиката. Се уште не е доволно развиен информациониот систем за образование на возрастни, кој што би овозможил јавно и транспарентно следење на сите овие податоци, но во иднина се надвам дека во соработка со Агенцијата за вработување ќе имаме некои подетални информации.
Дали според вас следењето на вакви обуки може на лицата да им го олесни вработувањето, затоа што ќе добијат дополнително знаење и ќе може да конкурираат за работно место на пазарот? Во контакт со градежните компании од овој регион, дојдовме до заклучок дека го имаат овој проблем, односно го има овој недостаток на овој кадар и сметаме дека по завршувањето на обуките и со добивањето на сертификатите ќе имаат реални можности за вработување. А колку учениците од Струмица, од околината, со оглед на тоа дека постои средно општинско училиште на кое што може да се запишуваат за такви струки, колку има потреба да се насочуваат кон оној дел кој што е стручно образование, колку тоа во Струмица и во околината кај учениците треба да се поттикнува во иднина за да се осознаат вештините на за зидари и за други градежни профили кои што се потребни на пазарот? Па сметам дека овие гранки на учење се малку запоставени, се повеќе се оди кон административните делови на образование и сметам дека кандидатите или идните ученици треба да се запишуваат во техничките струки. А освен кај помладите да ги спомнеме и повозрастните, токму и овие обуки се наменети за нив. Дали според досегашното ваше искуство се гледа дека се рушат бариерите кај повозрастните лица за образование, за доквалификување на пазарот, за изучување на нови знаења, на нови вештини? Дали веќе се чувствува тоа дека има некаква промена, се случува промена и кај повозрастните кои што гледат што има потреба пазарот и на што треба да се насочат? Па сметам дека владата на Република Македонија настојува да ги разруши овие граници со соработка помеѓу институциите како што се Центарот за образование на возрастни, Центарот за доживотно учење, а сето тоа е под покровителство на Министерството за образование. Мислам дека се настојува да се разрушат овие граници. Така, ние тука го завршуваме на разговорот. За крај, само ако имате нешто да додадете? Па за крај би сакала да упатам еден повик до сите граѓани кои што ја следат оваа емисија, да се пријавуваат на овие бесплатни обуки кои што ги нуди Академијата. И се надевам дека ќе се видиме наскоро, откако ќе заврши првата обука, па ќе може да споделиме и некои дополнителни информации. Да, тогаш ќе зборуваме како оди обуката и сите оние прашања кои што ќе излезат од тоа спроведување на овие обуки. Јас ви благодарам што одвоивте денеска време за да гостувате во емисијата, па се гледаме во некоја наредна прилика. Благодарам и на вас. А ние, драги гледачи, продолжуваме веднаш по краткиот џингл.